Во неделата попладнето, околу 18 часот во Битола од Серес, Грција, пристигна Академијата Зане до во Битола. Се вратија после дводневниот престој во ова место, каде што учествуваа на 10-тиот светски фестивал на боречки вештини. И ако се прашувате зошто ова утро се мои гости, ќе ви кажам само дека тотално заслужено се овдека ова утро со мене и им отстапуваме медиумски простор за да ги видиме нивните активности, нивните заложби. Бидејќи верувале или не, за Китија не само Битола, туку Македонија со злато, со 36 учесници се вратија со 51 медал. Златко Неделковски, Дијана Неделковска се ова утро со мене. Добре дојдовте и ви благодарам што прифативте да бидете дел од утринската програма. Благодариме на поканата. Најнапред ќе започнам со тоа што е Зане до. Колку време постои? Негде околу 25-6 години, се точно не знам. Сме како клуб. Како боречки вештини, мислам, се занимавам негде 49 години. Малце, значи мал период. Ова може би беше мала дигресија, меѓутоа не верувам дека човек постои во Битола кој што не знае што е Зане до или кои се Зане до. Меѓутоа еве ако има некоја мала бројка на луѓе кои што не знаат, сакав малку да им појасниме. Во ред, Златко, се вративте од Грција. Пред се кажете ми како успеавте да ја преминете границата? Имавме проблем бидејќи грчките цариници штрајкуваа и беше најавен штрајкот и немаше пропуштање, па Богородица беше условена во смисла на секои 2 часа по 15 на минути, меѓутоа ние немавме проблем. Тоа и беше најголемата борба, мислам, пред самиот почеток на ово првенство, да се избориме да преминеме прво границата. Самите деца не ги известивме да не делува малце негативно на нив, и со помош на родителите почнавме веќе активност уште петокот утрото да видиме како можеме да преминеме границата. Јас морам да се заблагодарам на неколку луѓе кои што навистина помогнаа во сето тоа. Тоа е соственикот од туристичката агенција Белароза Васко, потоа мој добар пријател Евто, најголема заслуга има првиот секретар на конзулатот во Република Грција во Солун, значи Златко Котевски, кој што доста оттаму ни помогна да ургира да извршат притисок на граница. И кога стигнавме на граница, беав чудоно видени, значи вие вели знаете дека е блокирано. А сепак дојдовте, ние бевме 3 возила, 3 лесни коли и еден автобус, значи бевме голема бројка. И кога му го дадовме писмото на покана, што имавме официјално од Федерацијата на Грција и од граначалникот, тој беше како покровител на Серес, поминавме без проблем. За прв пат учествува македонски тим на овој светски фестивал? Па да, за прв пат сме ние на овој светски фестивал. Не покани, искрено не знаевме никај одиме. Немавме прв пат соработка да воспоставиме со нив. Таа е Грчка федерација за боречки вештини, најака мислам во Грција, и немав информации некој кај патуваме, кај одиме. Додатно ни беше и овој проблем кој што го имавме, па знаете дождот цело време, значи додека патувавме, бевме пропратени со дожд, тргнаме вечерта во 10 часот и многу се изморивме, искрено да ви кажам, значи не бевме спани негде околу 24 часа, сабајето стигнавме пред салата, затоа што хотелот не можевме да го добиеме. Тој негде кај 10-11 можеш да го добиеш, а борбите почнува во 9. Значи ние стигнавме кај 6, останавме во автобус со дечината, да, излегов малце да се освежиме на воздух само, после возењето влеговме и веднаш влеговме во ринг. Ние искрено требаше да бидеме присутни таму уште од петокот, затоа што самиот фестивал траеше 3 дена, меѓутоа од економски аспект ги замоливме, значи, од Федерација да го пропуштиме првиот ден, она мерење, составување на парови, па состанок на суди, состанок на официјални лица од земјите кои што патуваат, затоа што немавме борби, ги замоливме со тоа што му испративме наши килажи, висина на натпреварувача и се што е потребно, и оставивме на нив тие да си ги направат паровите. Како ќе ги направат, така. И така да само што пристигнавме, веднаш влеговме во ринг.
Конкуренција меѓу 30 држави учеснички, 36 наши учесници, 51 медал. Го очекувавте ли ова кога тргнувавте со една категорија на деца толку мали, да речем? Имавме и 5,5 годинки девојче, кое што фантастично. Јас имав прилика да видам дел од борбите, ги има највисоките резултати од страна на судиите при презентацијата на дисциплината самоодбрана. Јас очекував од оние кои што беа веќе искусни, имаја некој меѓународно искуство. Меѓутоа, искрено да ви кажам, не очекував до толку многу, не очекував. Меѓутоа, јас сум пресреќен, не што освоивме толку медали. Секако се подразбира. Меѓутоа, пресреќен сум што дојдеа голем број на родители кои што слушале, а не виделе како изгледа сето тоа. И сакав да ја почувствуват и да ја видат тие видео, се уверувам, имам после тоа состанок, да ја видат разликата во знаењето на боречките вештини. Споменавме над 49 години занимавање ваше, мајстор, нели, звањето мајстор го имате. Од искуството наназад, во делот на психологијата се вели кога се почнува една работа со член на некое семејство, присуството на родителот при работата со детето е многу важна. Колку за вас беше важно ова што родителите еве овој пат се вклучија во толку голем број? Па имаше и позитивни и негативни страни се до тоа. Имаше, мислам, само кај едно детенце тоа се случи да очекува помош од родителот од трибини и да се врти цело време да не ги слуша нашите совети. Привлекување на внимание. Да, привлекување на внимание, меѓутоа во 99% значи беа исклучени тотално, не постоја родители, да така и ги подготвивме јас и Дијана уште при патувањето во автобусот да се исклучат скроз, да не гледаат ништо него онака што треба да го работат. Јас ќе звучи можеби нескромно, ама да ви кажам дека бевме со 3-4 класи на сите, тоа го видеа родителите, а ние ќе ги пуштиме и на интернет, на социјални мрежи да ги видат борбите, да видат дека на вистина поседуваме златни деца. Во боречките вештини има една стара мудра изрека, вели или знаеш или не. Значи не можеш да го имитираш, не можеш да го прикриеш. Или ја познаваш, или не ја познаваш работата. А сето она кое што е само некое си гледање или учење од YouTube или не знам што е некое квази обучување на одреден број на деца, значи иди до назадување. Gracias.
Haydi! Go! Почитувани гледачи, пред малку имавте можност да ја погледнете една од борбите. Се надевам дека не грешам, лоу кик се Да. вика дисциплината. Да, ова е полуфиналната борба. Нашиот беше прво место, златен Да, медал. златен медал во лоу-кик дисциплина, јуниор, тие овај се јуниори, значи Суне има 16 години само. Само 16 Да. години. Да им појасниме на гледачите, значи момчето со црвени шорцеви и бела ознака беше нашиот, бидејќи слично беа облечени. Да, со бели реси. По победникот. Така, во секој случај победникот. Дијана, во овој момент ќе те запрашам, трократен светски шампион. Да. Ветување даден од неодамна, баш бев присутна на тој момент кога кажа дека повеќе нема да се надпреваруваш и се насочуваш конкретно кон тренинзите. Работиш со прилично мала популација на дечиња, значи 5,5 години. Колку те исполнува ова наспроти оние високи достигнувања кои што ги достигна? И двете ми се драги, значи и титулите кои ги освојувам и работата со децата. Меѓутоа мораш од едно да се одрекни за да има успех другото. Со оглед на тоа што јас сум веќе 33 години, она што барем дел од детските години го зацртав и го остварив, рете да му пружам шанса и на оние што се најмали, каде што нивниот сон веќе тек почнува да се развива и мислам дека е време моето знаење да им го посветам нив и да работам со нив и секако секоја нивна награда е награда за мене, исто како да сум ја освоила и јас. Тешко ли е да се работи со деца? Тешко е. Навистина е тешко затоа што треба да настапиш пред се психолошки, да работиш, работата со секој дете не е баш иста. Секој дете си бара различен третман. Меѓутоа, ова е работа што јас ја сакам, ја работам со огромна љубов и на крајот од денот се заборава. Знаеш зашто ти го поставувам ова прашање, бидејќи знам дека како мала, дека татко ти држал тренинзи, ти беше таа која што пиштеше и вриштеше и сакаше да тренираш. Татко ти беше против тоа, извинете што вака влетува. Меѓутоа се докажа дека гените си го прават своето, така ќе се изразам. Го зборувам ова од причина што паралелно имаш свој собствен стил, кој што многу битолчанки, така да се изразам, и помогнуваш во подобрување на нивната физичка активност, ако не и намалување на високот на килограми. Кажи ми збор два за оваа дисциплина, во меѓувреме мислам дека режијата ќе пушти повторно борба или дисциплина самоодбрана, не знам како е по распоред. Така, кога
мојот мајстор ја направи Top Fighting System Effective Self Defense, значи првата единствена македонска боречка вештина. Некако сакав нешто јас да имам свое, препознатливо, да ме препознаваат луѓето. И на долги разговори, консултации заедно со него, наидовме на идеја да ја направиме Top Fitness System програмата. Тоа е уникатна фитнес програма составена од најдобрите фитнес вежби во светот. Значи јас во соработка со врвни мајстори од светот, значи од Србија, Бугарија, Америка, Грција, соработувам со нив и ги следам тековните новости и сакав нешто да им понудам ново, не нешто што го имат видено, и ги извлеков само најдобрите вежби и направи своја програма каде што може да практикува секој. Значи самиот тренинг, тренинзите се доста интензивни, меѓутоа на мојот тренинг ќе имате некогаш можност да видите, имам жени од 60 до 70 години кои издржуваат кардио вежби. Значи самиот тренинг започнува, можат кога ќе остат дека имаат тежина да застанат и да продолжат. Не работиме со никакви диети, затоа што сметам дека диетата е дополнително измачување на самиот човек. Кај тука станува збор, значи се мачи со самите високи килограми, уште да му дадам диета и да брои тој калории до крајот на денот, навистина е голема тортура. Значи тука се работи со здрав начин на исхрана, консултација, психолошки разговори, да се тргне проблемот и на крај да се добија, значи, резултатот. Пред се сакам да се срекни, да се сакат онакви какви што се, да признаат дека имат недостаток и да се борат да го подобрат. Значи повторно повеќе корите на твојот татко, така да се изразам. Дефинитивно, тој е мој идол, мој ментор, пред се мој тренер, а потоа татко. Значи кога сме надвор од домот, тој ми е мајстор и ментор, а кога сме во домот само ми е татко, што многу мал дел од денот ми е татко, поголемиот дел ми е тренер. Дефинитивно е човек кој целиот свој живот го посветил на учење и усовршување на боречките вештини и мислам дека не само јас, голем број на негови ученици кои се во Македонија и надвор во Македонија ќе го признат она што јас го зборувам, затоа што е навистина реално. Е човек од кој го има стварно што се научи. Да, бидејќи ќе го кажам овој податок, уморни, се вративте, неспани, Златко, вие заминавте на трчање после автобусот што пристигна, додека ги распредадовте децата сите по родители. Да, вистина е, значи не е нешто, но некои што добро ме знаат и моите пријатели знаат дека вистина. Оние кои што не веруваат може да видат секогаш. Јас и сега на утринската предадам бев на тренинг. После автобусот кога се вративме од Грција, заминав веднаш на двочасовен тренинг, значи сат време бев на трчање, па во теретана работа на вреќе на фокусери самиот. Едноставно ми беше ослободување од она цел притисок што го имав на овој надпревар, навистина беше огромен притисок. 36 дечина во 51 дисциплина, неверојатно, значи во и шарнероли самата дисциплина, значи имавме во борби, во лајт контакт, лоу кик, имавме во самоодбрана, па демонстрација со оружје, музички форми. Значи ние не се базираме само на еден стил или дисциплина. И беше многу тешко, потоа внимавање на дечината, па некој се разболило, имавме такви ситуации, па некој трема го фатило, па треба да разговараме, малце да делуваме психички, па проблем со грците, имавме две борбини Украдија, имавме. И тие ќе ги пуштиме, ќе видат дека се негде 3-4 класи над нив, меѓутоа ни Украдија за жал, кога осетија дека 99% почнуваме да добиваме борбите сите, почнаа да крадат и јас сум малце тука не толку смирен кога се работи за некој да ми оштети дете. И праша зошто тоа се случува, едноставно ми велат, па знаете вели вие си ги собрате сите медали, редно е нешто да освати другите. И реков, ако така мислите, требаше ни кажете, ние од Битола ќе ви донесеме медали. Да ви ги поклониме, значи кај нас поклон нема. Прв успех на Зането, јас се сеќавам во многу наврати назад, вие сте освојувале навистина голем број медали. Меѓутоа, да знаете, Златко, ќе поставам едно прашање кое што верувам дека е горлив проблем. Финансискиот дел на Зането е нешто кое што навистина во денешно време да се обстојува, толку години да се обстојува, а никој да не застане зад тебе,
не е едноставно. Вие не сте имале помош апсолутно од никого, колку што знам јас, освен од луѓе кои што еве на пријателска Од база пријатели, да. поделе рака. Да. Како се снаоѓате, како менаџирате, на што се должи овој успех? На тоа можеби дека немате пари. Вака да се изразам. Па искрено ќе кажам, успехот се должи не на немањето пари, него на познавањето на работата и стручност. Овде сега во моментот гледате, значи, кикбокс борба во 7 годишна возраст, значи Дамјано е нашиот со црвената кацига. Јас си пуштам сите борби дека ќе видите дека нашите деца напросто не сакам тој збор да го потребам, ама ќе го кажам, значи растураја, убиваја внатре. Беа толку мотивирани, рачунајте на 7 годишна возраст како работат овие дечиња. Рачунајте што ќе биде со ова дете на 16-17. Излегува прв пат од Ова му Македонија. е прва борба меѓународна, да речем. Ние пред овој надпревар, да речем, имавме државно првенство, клубско првенство, да речем, со 98 надпреварувачи и ги селектиравме, значи најдовме така случајно. Сега, што се однесува до финансите, ние имавме многу огромен спонзор за овој надпревар, тоа беа самите родители. Значи, тие беа главниот спонзор. Да, на меѓутоа сите она деца. институционална поддршка која што сакам да ја кажам, да застане државата зад вас, да застане Агенција за спорт и млади, да застане, не знам, Федерација на спорт, уште кои се не институции ги имаме кај нас. Значи, уникатното, ако се сеќавам во еден момент, Златко, вие ми изјавивте дека станува збор за учество, ако не се лажам, во Германија, каде што треба да се добие и главно признание за уникатна боречка вештина. Да, Значи, не станува збор за нешто што го имитираме, нешто што е познато, например, бокс има секаде. Да, Боксот го има и кај нас, и во странство, и во рурални средини, и во урбани, независно. Меѓутоа, занедо или како беше топ фајтинг Топ фајтинг систем. Тоа е нешто што е уникатно, нешто што е изворно, нешто што е наше, битолско, а пред се македонско. Златото е тука. Златото е тука на секое ваше враќање од било каде. Многу години се борам со истиот проблем. Неколку пати сум се довел до ситуација да се откажам и да ја предам комплетна документација за топ фајтинг систем, да ја предам во друга држава. Она кој што јас сум го створил не може никој да ми го земе и ќе остане како така, меѓутоа носител ќе биде некоја друга држава и искрено сум се разочарал многу пати. Толку да не се сака своето, јас не можам да го разберам, ние негуваме некои боречки вештини од Јапонија, Кореја, не знам како, и културата не ни дава. И се сложам дека да, во ред, така треба. Меѓутоа да го сакаш повеќе комшијата со останалото детето не можам да го разберам. Створив една уникатна боречка вештина, топ фајтинг систем. Немаме прилика да ја покажеме и да прикажеме. За жал, значи, бара средства. Не сакам да го направам нештото само така колку да се изработи, сакам да ви стварно на високо ниво. Се надевам некои подобри времења, може ќе биде, еве, се уште Дијана ме крепи и моите ученици во тој поглед да не се предавам. И ќе видиме, нисам, времето ќе покажа што се однесува до помошта, до институциите работи. Не сум човек што многу молјака. Доста добар дел на мои пријатели помогнале во сето ова. Имам добри пријатели кои што наистина ни помогнале, а самите институции, јас сум спортист. Пред се сум човек и спортист. А никогаш во животот не сум бил член на ниједна политичка партија или сум се занимавал со политика. Не ме интересира. Ќе напоменам еден момент кога станува збор за еве конкретно овој резултат кој што го добивме од децата. Сите ќе речат, бе, знаете како може би децата се такви и затоа ги добија резултатите. Имам податок дека кај вас нема избор на дете, ова може, ова не може да дојде. Значи, вие немате селекција. Вие не правите селекција на тоа дали тоа дете има подлога во смисла на претходно тренирање на одредени вештини или било што. И успехот несомнено, нескромно, вака јавно пред цел аудиториум наш кој што опаѓа на вистина голем регион, ќе кажам дека заслугата е ваша пред се. Ова го зборувам дополнително подкрепено со фактот, бидејќи имам податок дека покрај она што го правите во вашиот клуб, цела таа работа е посветено со децата. Вие работите дури и на видеоматеријали кои што се од
општо секојдневие да му покажете на еден човек како да се одбрани во одредена ситуација. Откривте сега. Нешто може би вака малку, ама да го начнеме. Па веднаш после емисија заминуваме на тој проект, работа на тој проект, значи немаме одмор, тренинг, емисија, па работа и работа. Заминуваме на изработка на тој проект, тој е готов. Треба само уште да се монтира и да се пушти. Видете вака во конкретно во Македонија и во светот сегде начинот на живот, опасности кои следат. Со Дијана дојдовме на идеја да направиме едно CD кој што ќе биде лесно за гледање, а доста практично во примена. Значи нема да биде CD кај што ќе содржи техника на самоодбрана. Не, него ова така и ќе се вика. CD-то е инстинктивна самоодбрана, како човек неговиот инстинкт може да го употреби во реалноста. Ќе бидете поканети на промоцијата самата и ќе видите на шо личи. Дијана, кажи ми, според вас, околу идните планови, ја знам дека станува збор за дополнителна посета на Република Грција, каде што ќе има повторно надпревар или што и да е, кажете ми според това. Па сега пред да биде самиот надпревар на 12 јуни имаме традиционалниот 12 јуни имаме традиционалниот летен тренинг на плажа, кој исто во наша организација ќе го организираме оваа година 5-ти поред за прв пат во Република Грција, на плажите во Грција, значи кој сака слободно може да се информира за да дојде, е од отворен карактер. Тоа ние сега каде што треба да се припремиме, значи од презентери и инструктори, а само после самото враќање на 17, 18, 19 јуни заминуваме повторно во Грција, мислам дека е во Солун надпреварот. Надпреварот ќе биде за повозрасни, значи исто ќе има кикбокс, лајт контакт, семи контакт. Сметате ли дека тоа е некоја така улеснителна околност кога патувате со повозрасни наспроти овие малечки дечиња кои што ги видовме? Опасноста е поголема кај возрастните. Потешка е борбата, затоа што дефинитивно кога се работи за деца можеби одговорноста е поголема, но кога се работи за возрастни тие имаат доста потешки борби и опасноста од повреди е поголема и нормално. Иста е тежината, не можеме да ја поделиме дали е полесно со мали да се патува или со возрастни. Тежината е негде тука. Предлагам до режијата, доколку имаме се уште дел од онај материјал кој што го подготвивме на борби или презентација на дисциплината самоодбрана, да погледнеме во овој момент.
Ονομάζονται οι αθλητές Τσιρικώτης Άγγελος, Κατζημήτρου Στάθης. Haydi Filip! Haydi Martinko! Martin! Bravo! Haydi! Haydi Martin! Bravo! Bravo Martin! Haydi! Haydi Martin! Bravo! Bravo! Bravo Martin! Bravo!
Браво, браво, браво! Ајде, ајде, ајде! Ајде, Марти! Ајде! Браво! Браво! Браво, браво, браво! Ајде! Браво! Браво, Мартин, браво! Ајде! Стани да огледаш Мартин, Филип. Мартин, а виж по себе. Bravo, maestro, bravo! Bravo, bravo, Martin, bravo! Ajde! Bravo! 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 Почитувани, се надевам нема да ми замерите, бидејќи гостите си ги држам и никако да ги пуштам од студио ова утро. Имам прашање, независно, Златко, до вас или до Дијана. Свесни ли се децава што направија? Еве, баш вака изразено едно прашање. Јас мислам дека не се свесни. Поголемите, да. Оние поголемите, поискусните, кои веќе имаат искуство, се свесни што се случило. Меѓутоа, малите мислам дека воопшто не се свесни што се случило и што направија. Златко, имавме прилика да видиме дел од оние борби кои што беа таму. Станува збор за 7-8 годишни дечиња. Апсолутно се гледа како е работено со нашите деца и можем слободно да кажам како е работено со спротивната страна. Кажете ми, збор 2, очекувавте ли, ми кажавте дека само што го видовте прв пат видеото, бидејќи таму нема време. Таму немате време, значи премногу човек е фокусиран да му каже да го направи она што треба да направи. Сега прв пат ги гледам овие борбите, овој беше надпреварувач од 8 години, пред него беше од 7, 8-9, така, максимум мислам се 9 години. Меѓутоа ја гледате оние кои што навистина знаат и малце се разбират од боречките вештини, ќе видат навистина за каква надмоќност се работи, за како добро технички подготвени, тоа возрастните не може да ги изработат. Сам искрено. Резултатот очигледно покажува кој е најдобар. Меѓутоа, низ очите на мајстор, им најдовте ли забелешки нови дечиња? Па тоа за секој имаме запишено. Дефинитивно. Дефинитивно уште сношти ние имавме тренинг, значи, и почнаме да ги справаме грешките и веднаш да не се повторат понатаму. Сега, како да кажам, со дечината наистина треба да се работи, меѓутоа дечината треба да го сакаат да го направат тоа и да го впијат. И сега
имаме ние посебен еден начин како ти да го пијат, како да го научат и да го презентират тамо. Ако можевте да приметите и во последната борба што беше сега, ние имавме проблем да ги оттрниме од рингот. Мартин Петковски не сакаше да си оди кога беше паузата од рунда до рунда. Значи, децата беа такви што сакаја уште да се борат. Едно дете, значи, не сакаше да се повлечи, бараше борба плюс. Има еден феномен, ги гледаме децата дека навистина се како машини кога влегуваат во рингот и кога ги демонстрираат сите моменти кои што ги научиле. Тоа им кажува дека да, јас сум моќен и ако утре други ден некој ме чепка на улица, јас можам да се справам со него. Како вие се справувате со ваквата појава кај децата, бидејќи генерално станува збор за многу дисциплинирани и мирни деца кои што никогаш не предизвикале проблем надвор од рингот или евентуално после тренинг или кога се сега како да си ги слушнав соствените зборови што кажавте вие, како да ги слушнав соствените зборови баш ова го кажав. Значи натре во рингот една педа назад нема враќање, натре си машина, значи подесена точно со сензор и компјутер кој што точно работи кога и како. А надвор од рингот, тоа што го презема Дијана тој дел како треба тие се понашат. Надвор, значи ние на самите тренинзи дечината ги учиме надвор од рингот, надвор од салата да бидат пред се добри ученици во училиштето, да се понашаат културно, да му помагаат на другарчината, да ги почитуваат возрастните. Она што го учат на тренинг, им е забрането да го презентираат на улица, да се научат да ги избегнуваат провокациите. Нормално провокации имало и ќе има, без разлика дали се работи за дете или за возрасен. Меѓутоа, филозофијата на боречките вештини, оние кои добро ја познаваат, не е таа да се покажува на место каде што не треба да се покажува. Има место и време каде што сите можеме да покажеме кој колку знае и кој е најдобар. Дечината, мислам дека е срамота да се провоцираат деца, затоа што се работи за деца. Тие се деца и треба да имаат детство и да го живеат својот живот, а не да се провоцираат. Токму во контекст на тоа што тие се деца и во случајов се спортисти деца. Морам да го начнам проблемот на нашиот долгогодишен билатерален проблем со соседна Грција, меѓутоа генерално Грција е таа која што најчесто можам да истакнам дека организира вакви манифестации каде што боречките вештини се застапени. Колку кај нивните деца влијае таа политичка проблематика? Не влијае. Не влијае затоа што јас кога 2013 прв пат го освоив првиот светско првенство, кога станав светски првак, се случи да биде првенството во Атина, противничката, значи втората да биде гркинка, третата шпањолка и на пиедестал да се вее македонското знаме на сред Атина и да се пее македонската химна. Јас мислев дека ќе настане инцидент, меѓутоа се помина како што треба. На крајот од прогласувањето ја повика гркинката со мене горе и се поздравивме спортски како што треба да се поздравиме. Истото тоа сакав да го осетат и моите деца на овој надпревар каде што бевме. И се случи, мислам дека на самоодбраната беше каде што нашиот тим и тимот на Грција се качија сите на пиедесталот да се сликаат, значи прво, второ и трето место. И тренерот го изваде нивното знаме и јас му реков чекај застани, дај ми го вашето знаме, го зедов нивното знаме, му го дав на мојот тим, а нивниот тим го зеде македонското знаме, ги споивме еден со друг. Само они родители, оние кои беа таму, може да ви кажат каква еуфорија настана во салата, од аплаузи, значи од извикување, позитивна реакција. На крајот се изгушкавме заедно сите тимови, значи македонскиот и грчкиот, затоа што ние сме пред се луѓе. На борилиштето и во салата место за политика нема. 22 пати интонирање на македонската химна. Така ли беше? Да. Па не знам, некој од родителите спомна, мислам, и после ми каже, рече, грците научија на памет македонската химна или веројатно уште некој месец ќе му свири во така да, ќе имат прилика да ни ја научат. Па да, така, видете, се совпадна да добар дел од самите надпреварувачи се бореа во финалето со Грција, имаше, меѓутоа имаше наш, значи Сунај беше во финале со представник од Кипар, ама тоа ви е едно исто. Па имаше наши представници доста со Албанија и мислам дека имаше и една од Азербејџан и од кај беше од Ерменија, значи наш представник од Ерменија, ама поголемиот дел значи беа
финалињата Така, со Грци. Знаете како грците малце ги пробиваја за во финале. И во финале веќе наидуваа на зид. Така е. Предлагам режија, доколку имаме се уште некој видеоматеријал да го погледнеме, се надевам дека уживаат гледачите при вакви борби и дисциплини кои што се презентираа во Грција.
пат нели имавме прилика да погледнеме презентација на дисциплината самоодбрана. Дијана, Златко, колку е тешко да се работи на овој тренинг? Па добро, самообраната е доста специфична. Една мала грешка, значи поените се многу пониски. Видовте на самиот почеток беше Ангела. Колку годинки имаше? 5,5 години. Не, мислам не цели има 5,5 години, ама видовте ги собра сите симпатии, навистина беше најдобра и беше прогласена за најдобра на цел турнир во што се однесува во дисциплината самоодбрана. Така да ние не сумнавме дека ќе биде така, затоа што на 5,5 години таа не беше свесна што работи. Да, во Значи едноставно го изработи она што си го прави нормално на тренинг, како игра и во автобус исто се порадува на медалот и уште мислам дека не знае дека нешто направи. Дека беше најдобрата. Да, само му одржа лекција, мислам, на доста возрастни го сам. Во секој случај, тешко ли е, повторно ќе те прашаме, да работиш со толку малечка возраст. Се сеќавам кога многу родители ги носевме своите деца во градинки, па пиштеа наставничките, Боже, не можеш да се справиш, например, па мали се, па не разбираат, па едно плаче, друго сака ова, трето сака друго. Како ти е тебе, еве, толку е малечка Ангела, покажа, ги доби, мислам, највисоките резултати од грчките суди. Тешко е, меѓутоа, оние кои не познаваат нас и нашата академија, од самиот старт, значи од кога почна академијата да работи во клуб, па да порасни во академија, знаат дека јас и мајсторот сме доста строги и уште од влегувањето во вратата во салата се знае ред и дисциплина, тишина и се слуша оној кој што кажува и така да мислам, кога има ред и дисциплина се работи. Кога нема ред и дисциплина, тогаш веќе настанува хаос. Може ли да ми кажете на груба бројка колку деца се вкупно во вашиот клуб? Многу. Значи 36 надпреварувачи имавме сега во Грција, 10 останаа кои што немаја финансиски средства да дојдат. И кои беа матуранти оваа година? Имавме доста матуранти, значи оваа година кои што и беа полнолетни, имавме некаде 6-7 матуранти кои што за жал беа со меѓународно искуство доста добри. Меѓутоа, сакам да му честитам на сите наши матуранти од академијата и да му посакам се најдобро во животот понатаму, да видат пред се честни луѓе и добри граѓани. Имаме негде на 130-140 дечина кои што работиме на коток, значи под цел ден, Дијана ангажирана 24 часа, значи повеќе од мене, затоа што работи со женските групи. Јас сум присутен скоро на сите, 99% значи тренинзи, 8 кај Дијана, значи во женската група. И кај нас нема, јас имам слушнато доста, мислам, на телевизија во Америка, во Австралија, па нешто и тука кај нас. Децата кроз игра ги учеле боречките вештини. Мене не можам да го сварам, не ми е познато дека кроз игра се работи на систем кој што јас го работам толку години, како јас што сум учел. Можеби не толку строго и напнато, меѓутоа не може кроз игра. Или се работи, или не се работи. Во секој случај, едно хипотетичко прашање, кога би имале поголем простор, каде академијата би се сместила, сметате ли дека бројката на деца ќе се дуплира, бидејќи јас така сметам? Да, ние ги одвраќаме доста добар дел на деца, немаме можности. Физички не можеме да издржиме. Имаме огромен број на инструктори кои што можат уште утре да се вклучат. Значи ние имаме број на инструктори кои што може во 10 клубови, нескромно звучи, ама вистина во Битола да работат. Немаме услови, немаме простори. Имаме инструктори кои со долгогодишно искуство, кои што имат и висок степен на познавање на самата вештина и висок степен на звање, на појас кој што го имаме ние хиерархиски да речам. Меѓутоа е неизводливо, не можеме да пристигнеме во салата. Да, меѓутоа немањето на сала и немањето на средства не спречува да ги носиме овие резултати, дефинитивно. Јас ми останува конечно да ве пуштам, да си одите сите по дома. Ви благодарам за учеството во утринската програма на Деница на Мега. Сакам да ви посакам и се надевам и сигурна сум, така да се изразам, дека наредниот пат, наредниот надпревар или светско првенство не помалку од овој пат ќе се вратите со злато и со медали. И
Доколку нешто можеме да направиме, значи како медиум сме тука секогаш да застанеме зад вас и ако не нешто повеќе, барем на битолчани и пошироко да им кажеме за вашите успеси. Ние, значи, ви благодариме на поканата и оно што може вие да го направите како медиум е да не придржувате заедно со нас на некое следно светско првенство, затоа што има вслушната од повеќе граѓани на Битола и на Република Македонија, што навистина им е жал што не можеле да го гледат директниот пренос на интонирањето на химната, конкретно за овој сега последен надпревар, значи слободно отворен до сите медиуми кои сака, може слободно да дојде со нас на некои светските првенства и да пренесува директно се што се случува таму. Јас сакам да ве поканам во наша академија да дојдете во нашите простори, лично да се запознаете со овие мали шампиончина и да видите за што станува збор конкретно и кај сега кога Оливера ти ми начна едно прашање, значи да се вратите со поголем број на медали, мене почнува веќе да ме фаќа страф, искрено да ви кажам. И кога се враќам на родителите, мене почнува да ме фаќа страв, да кажам колку обележија носиме, колку медали носиме, затоа што е огромен товар. Е товар, меѓутоа е многу позитивно и многу значено. Уште еднаш честитки и успех и ќе се видиме во наредна прилика. А ние, почитувани гледачи, тука малку ќе ве одмориме со една музичка номера.